Автономните технологии се повеќе се наметнуваат не само кај автомобилите, туку и кај моторциклите, но сејки нови прашања, овој пат морални. Руската Лада, благодарение на новите модели во Европа, бележи подобри продажни резултати од Алфа Ромео. Панамера GTS е новост за Порше за саемот во градот на ангелите, криејќи ја новата генерација на 911. Јапонските Lexus ES и обновената Mazda CX-3 конечно пристигнаа на европско тло. Opel Insignia е подвргната на првите тестирања од годинешниот тест во нашата редакција. Тоа е само вовед во денешниот колаж кого го подготвивме за вас. Добре дојдовте и уживајте. Автономните технологии стигнаа до најкритичната точка на својот развој. Се отвори моралната дилема. Од неа зависи со каков интензитет автономните возила ќе продолжат по својот пат до нашето секојдневие. За таа цел Универзитетот MIT спроведе истражување во кое учествуваа дури 2 милиона луѓе од 200 земји ширум светот. Испитаниците требаше да решаваат реални ситуации, чии исходи секогаш беа негативни, односно да изберат помало зло. Сублимирани во научен труд, податоците кои беа собирани цели 2 години верно го пренесоа мислењето на човештвото како автономните возила треба да реагираат кога сообраќајната несреќа е неизбежна. Резултатите се очекувани. Како возачи, луѓето ќе се одлучат да спасат повеќе животи и главно ќе ги жртвуваат постарите луѓе отколку децата. Исто така тие попрво би прегазиле некој што невнимателно преминува улица, отколку недолжен пешак што стои настрана. Иако овие резултати може да послужат како насоки при програмирањето на алгоритмите според кои ќе се однесуваат возилата, од MIT велат дека целта им била да се заинтересира јавноста за овој морален проблем на автономните технологии. Автономни технологии развива и BMW, како кај автомобилите, така и кај моторциклите. До каде се стигнати неодамна демонстрираа на патеката Мирамас во Франција, каде тесниот R1200 GS ги помина своите први километри пред очите на јавноста. Напредокот е импресивен. Моторциклот се може сам да работи, да тргнува, вози низ свиоци, свртува на раскрсници и на крај да застане и прописно да се паркира. Од BMW се горди на постигнатото, но сепак немаат одговор на прашањето кому му треба вакво нешто. Затоа и велат дека целта им е да развијат технологии што ќе го направат возењето со моторциклите побезбедно. Теренското возење отсекогаш представувало предизвик и за возачите и за возилата. Да се скроти суровоста на природата воопшто не е едноставно. Пред неа некогаш дури и најмоќните теренци се безпомошни. Тоа доста добро го знаат во BF Goodrich, компанијата која е специјализирана за пневматици за најтешки услови. Денес дел од Мишлен, овој американски производител добар дел од својата долга историја има посветено токму на теренските пневматици. Најновиот нивен модел KM3 е наменет за ентузијастите, но и за оние на кои навистина им треба. Акцентот на неговиот развој е ставен на битката со камењата и калка, кои во есенските денови се вообичаени во возењето надвор од асфалтот. Веќе самиот поглед на грубиот профил кажува доста за способностите на новите пневматици. Големите запци, распоредени во надворешните рабови, обезбедуваат подвижност при секој агол на пристап. Линеарната зона е задолжена за цврст зафат на карпест терен, а со намалувањето на притисокот на воздухот се подобрува контактот на меки површини. Генерално, во споредба со својот претходник, овој пневматик остварува за 5% поголем
најголема сила на влечење во екстремни ситуации. Подобрена е и заштитата од оштетувања, додека при возење на асфалт бучавата е намалена. Достапен во 42 димензии, овој пневматик е наследство од 13-те победи што Биев Гудрич ги има освоено на релито Дакар. Доколку по некоја случајност патот ве однесе во Шпанија, внимавајте при престигнувањето камиони. Имено, SEAT и логистичката компанија Grupo SESE започнаа со пробна експлоатација на најдолгиот влекач во Европа. Тој место една има 2 полуприколки, со што должината му нарасна на скоро 32 метри. Носивоста од 70 тони прави транспортот со него да биде максимално ефикасен, а емисиите на јаглерод диоксид се намалени за 20, а додека трошоците за 25%. За него е добиена специјална дозвола од Министерството за транспорт на Шпанија, кое е убедено дека со употребата на вакви камиони ќе се намали и бројот на сообраќајни незгоди. Суперкамионот на SEAT и Grupo SESE ќе се среќава на патиштата од Сарагоса до Марторел, каде ќе доставува компоненти за производство на возила. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акциската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Вие представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Метрополис, број 1 радио мрежа. Secrets in your eyes. So get on this ride. You can say what you like, but we won't get this chance again. You're like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take it slow.
Руската автомобилска индустрија се буди од зимскиот сон. Според најновите податоци, од почетокот на годинава, Лада има продадено повеќе од 260.000 возила. Најмногу од моделите Веста и Гранта, кои се најдоа меѓу 100 најпродавани автомобили во Европа во изминатиот период. Одличните продажни резултати на Лада, повеќе од половината од нив, поточно скоро 83.000 се од Веста. Значајно за русите е што оваа бројка е за 46% поголема од истиот период лани. Веднаш зад неа со продадени 75.000 примероци на Гранта, чија нова генерација веќе е представена. Се разбира, огромен дел од оваа продажба е пласиран во Русија и околните земји, но расте и извозот. Според АвтоВАЗ, досега годинава во странство се пласирани 27.000 автомобили, што е за 65% повеќе. Во иднина оваа бројка уште повеќе ќе расте, бидејќи во текот на проширувањето на дилерската мрежа во постоечките и освојувањето на новите пазари. Најнови на список додадени земји во кои се извезуваат автомобилите од оваа марка се Тунис и Чиле. До крајот на годинава е планирано да се отворат нови дилерски места во дури 11 држави ширум светот. Тие ќе послужат како основа за пазарното лансирање на новите модели кои Лада интензивно ги представува. Меѓу нив е и крос верзијата на Веста, која се чини најприкладна за наследник на класичната Лада, онаква каква што сите ја познаваме. Сите погледи сепак се свртени кон наследникот на легендарната Нива, чиј концепт беше покажан пред кратко време. Атрактивно обликуван, овој теренец успешно го има имплементирано актуелното дизајнерско изразување, чиј автор е Стив Матин. Отворајќи ги картите за воиднина, тој кажа дека за Лада најважно е да биде привлечна, но да остане достапна. Токму од оваа порака треба да се свати и суштината на новиот теренец на марката. Атрактивноста на каросеријата нималку не треба да ја наруши робусноста на механиката, по која Нива е светски ширум позната. На тоа ќе подсетуваат и по некои ретро детали, но идниот модел сепак ќе биде нов под кожата. Спротивно на трендовите и во согласно со очекувањата, погонот на сите тркала ќе биде сериски. Со идната Нива ќе се запознаеме наредната година, но сегашниот модел ќе остане во производство барем до 2021-та. А до тогаш Лада треба да прерасне во производител со сосема нов имидж. Според ова што го гледаме, веруваме дека ќе биде така. Салонот на автомобили во Лос Анџелес се уште е далеку, но Порше веќе ја заинтригира јавноста со своите новитети. За почеток со GTS верзиите на новата генерација на Панамера, чиј 4-литарски V8 агрегат е засилен на 460 конски сили. Бројката е само за 20 повеќе од 6-цилиндричната Панамера 4S, но затоа вртежниот момент порасна за 70 Нм. Со погон на сите тркала и 8-степената ПДК трансмисија забрзува до 100 на час за 4,1 секунда, а достигнува максимални 292 км на час. Подобрувањата продолжуваат и под кожата на Панамера GTS. Таа стандардно е опремена со активен воздушен систем за ослонување, која спушта каросеријата за 10 мм. Сопирачките се поголеми. Предните дискови се со диаметар од 390, а задните од 365 мм. Измените во внатрешноста се скромни и ограничени на пософистициран избор на материјалите. Внимание треба да привлече и новиот head-up дисплеј за кој од Порше не кажаа многу. Колку е подобар од претходникот ќе дознаат купувачите кои за својот спортист во смокинг ќе платат 140.000 евра. Вистинскиот новитет за Лос Анџелес е новата генерација на 911, која Порше ја чуват во тајност.
Досега неправедно запоставен, новиот Lexus IS пристигна и во Европа. Сосема непознат на стариот континент, овој модел настана во 1989 година, заедно со поголемиот LS беше основоположник на марката. Новата седма генерација на ES го сврте вниманието со напуштањето на стандардниот изглед на неговите претходници. Скромноста во дизајнот го отстапи своето место на динамичките остри линии, агресивната маска и подобрите пропорции. Иако до некаде изгледа како рефлексија на најновата генерација на LS, овој седан сепак зрачи со персоналност што добро ќе ја почувствуваат соперниците од Европската премиум лига. Плени и внатрешноста која во овој сегмент донесува благо провокативно освежување. При проектирањето јапонците си зададоа цел да го трансформираат концептот на комфор што го нудат на своите купувачи. Веднаш се забележува софистицираноста, а мноштвото технологии спакувани на нов начин се на ниво што се очекува од Lexus. Во зависност од пазарот, новиот ES ке се нуди со 3,5 литарски V6 со максимални 250 и хибридно засилен 2,5 литарски мотор со вкупно 218 конски сили. Во некои земји ќе биде понуден и со послаби 4-цилиндрични мотори, поставена на платформа со погон само на предните тркала, а доби и потполно нов 8-степен автоматски менувач. Заменувајќи го по спортскиот GS во европската понуда, новиот ES ке чини помалку од него, односно околу 40.000 евра. Првите испораки се очекуваат во јануари идната година. CX-3 е најмалото спортско корисно возило на Mazda, но несомнено е најинтригантно. Во неговите компактни димензии господарат линии кои делуваат како магнет на купувачите. По успешниот поход на првата дојде време за втората генерација, која несомнено ќе продолжи по патот на успехот како претходничката. Единствена пречка може да биде цената која кај сите модели на Mazda неумоливо расте. После пролетната премиера на салонот на автомобилите во Њујорк, Mazda започна со продажба на освежениот CX-3 на европскиот пазар. Малиот јапонски кросовер визуелно е само благо затегнат, така што разликите во однос на претходниот модел не се големи. Предната маска доби повеќе хромирани делови, а рамките на стаклата и светлата замагла сега се црни. Назад се забележува новата графика на LED светлата, а за подобар целокупен впечаток се грижат и новите 18-инчни тркала. Во кабината материјалите се поквалитетни, седиштата пошироки, а централната конзола е изменета. Рачната сопирачка сега е електрична, звучната изолација подобра, а опремата одлична уште од основното ниво. Таа, меѓу другото, вклучува и G-Vectoring, динамичка контрола на подвозјето, модерен аудио систем со нови конективни можности и уште некои детали за поголемо задоволство во возењето. Најголемите измени се во механиката. Сосема нов е 1,8 литарскиот дизел кој располага со 115 конски сили, додека дволитарскиот бензинец со 120 и 150 коњи остана непроменет. Како и досега, CX-3 во понуда ќе биде со мануелен и автоматски менувач со погон на предните или сите 4 тркала. Цените за Македонија не се познати, но не би требало многу да се разликуваат од сегашните. Запамтете го името Скала, бидејќи во иднина често ќе го слушате. Во Шкода одлучија наследникот на Rapid да се вика токму така. Освен новото име и изглед, овој модел ќе има и нов концепт. Место седан со 5 врати ќе биде хеджбек. Ќе биде изфрлена и полукараванската спейсбек изведба, со што новиот модел ќе редефинира понудата на Шкода во компактниот сегмент.
Со лансирањето на новата изведба, Шкода ќе профитира многу кратно. Поинаку кажано, скала ќе потполни празнина за која досега Volkswagen одбиваше да даде дозвола. Со самото тоа ќе стане еден од носечките модели во гамата, заради што и димензиите и се прецизно одмерени. Според соопштението од Шкода, новиот автомобил ќе биде долг 4,36 метри, што е за добри 10 сантиметри повеќе од Голф. Се разбира, чесите не ја споредуваат скала со европскиот бестселер, туку со Октавија, наведувајќи дека има скоро идентични внатрешни димензии. Познато е и дека ќе биде на располагање со 5 мотори, 3 бензински, 1 дизел и 1 со погон на компримиран природен газ. Со моќност помеѓу 90 и 150 конски сили, сите се опремени со старт-стоп систем и регенерација на енергијата при запирање. Технолошки иновации има и во опременоста, која ќе биде во согласност со стратегијата на марката, повеќе за помалку. Од сето набројано јасно дека со скала многу ќе се промени понудата на Шкода. Ќе биде представена пред крајот на годината, а не е објавено каде ќе се произведува и на кои други пазари освен европскиот ќе се продава. Цената засега никој не ја споменува. Во време кога милиони купувачи мигрираат кон спортско корисните возила и големите лимузини, фамилиарните лимузини почнаа да паѓаат на топ листите на продажбата. Сепак сегментот D се уште не се предал и има што да каже. Минатата година Opel ја представи втората генерација на Insignia, која од претходната го наследи само името, останатото е се ново. Надежите на Opel да се приклучи на премиум моделите како што се Audi A4 и Mercedes C класа, но и да се соочи со традиционалните конкуренти, како што се кралот на класата Volkswagen Passat и традиционално уважениот Ford Mondeo. Insignia е поставена на новата платформа, која дозволи димензиите да нараснат до 4,9 метри во должина, што е многу блиску до Mercedes E-класа, позициониран во сегмент погоре. Зголемено е меѓускиното растојание, со што е понуден поголем простор во внатрешноста, особено на задната клупа. Кога зборуваме за визуелниот впечаток, новиот дизајн се истакнува со големата решетка на ладилникот, купеовската контура и сосема смирен заден дел. Добиен е многу подопатлив изглед во однос на претходната генерација, но сепак нема јасна определба дали тежне е кон 4-вратно купе или класична лимузина. Дизајнот на внатрешноста одава одличен впечаток. Она што мене посебно ме радува е фактот што се избегнати многу копчиња во разни форми, како што беше кај претходничката. Сега има доволно прекинувачи, а поголемиот дел од функциите се командува преку големиот екран осетлив на допир. Квалитетот на материјалите е добар, како и нивото на завршната обработка. Сега интериерот е модерен, функционален, строг, со изразен акцент на модерните технологии. Генералните промени на Insignia не само во филозофијата на просторноста и удобноста се чувствуваат и во возењето. Нашиот тест модел кој година дена ќе го имаме во редакцијата е задвижуван од 2-литрен турбодизел агрегат од 170 конски сили, впарен со 8-степенна автоматска трансмисија. Оваа комбинација е благодетна бидејќи се чувствува не само удобноста во возењето, тивкоста при возењето, туку се чувствува и на економичноста. Во првите 2.500 изминати километри, нашиот просек е 7,5 литри, но овој просек во поголемиот дел го сработивме во
градски услови на возење. На отворено немаме поминато повеќе од 1000 километри. Она што се истакнува во првите километри на возењето на инсигнијата е дека таа е далеку покултивирана од претходничката. На асфалтот таа како да лепти, бидејќи амортизацијата е направена така да пружи максимална удобност и комфор за патниците. На предните седишта има место колку сакате. Тоа се однесува и на задната клупа, но поради купеовската линија, како што видовте, има малку помалку простор за главите. Уште кога ја представија инсигнијата, филозофијата на инженерите на Opel беше да ја намалат разликата помеѓу своите германски колеги од другите марки, односно од премиум марките како што се Mercedes, BMW и Audi. До некаде тоа е постигнато на најдобар можен начин поради сите оние градени работи кои инсигнија ги нуди во изборот на опременоста. Пред се тука доаѓа до преден план електрониката, која функционира извонредно. Во тест моделот имаме голем 8,5 инчен екран преку кого се контролира во автомобилот, па дури и оние периферни функции како што се и климата. Исто така мултифункционалниот волан ги задоволува сите потреби за безгрижно возење, додека има уште еден екран на кој се исцртуваат инструментите како што се брзиномерот, но тука може да се менува и графиката. Со сите овие остварувања, Opel сака да покаже дека инсигнијата има иднина. Таа е представена неполна година пред превземањето од страна на PSA, но инсигнија има одлични атрибути и аргументи да остане на пазарот. Тоа секако и ќе се случи. Можеби ќе има во иднина промена на моторите или некои слични корпорацијски освежувања, но како што стојат работите, инсигнија има добра иднина. Цената од 32.000 евра ја оправдува не само опременоста, туку и механиката, како и електронските помагала кои се вградени во инсигнија. Да не заборавиме, тука има адаптибилен темпомат, потоа автоматско сопирање и препознавање на пешаците, но и head-up дисплеј кој може за кого можете да изберете повеќе функции кои ќе ги зрачи на возачкото стакло. Ова е прв рапорт за Opel Insignia, но во следните 12 месеци ќе имаме повеќе шанси да ги откриваме предностите, но и евентуалните недостатоци на овој автомобил. Планираме да поминеме доста километри со него и да ги откриеме сите негови предности и мани. За сега предностите предњачат и покажуваат дека Insignia станува не само добар, не само прагматичен, туку и емотивен избор. Тоа беше се за ова издание на Автомагазина.